Низа активности се предвидени за одбележување на 100 годишниот јубилеј на Аероклубот Скопје. Причина повеќе во следниве минути да зборуваме за јубилејот на клубот кој еден век го промовира и унапредува воздухопловството во Скопје и регионот. Добро утро за моите тројца гости, тројца соговорници од Аероклуб Скопје со кои што ќе информираме за активностите, но и малку ќе се навратиме години и години наназад да споменеме за убавите спомени и историјатот на Аероклуб Скопје. Добро утро за, ајде ќе почнам од дамата, нема да ми замерат господата, Јелица Крајчевска. Добро утро за Дејан Саздовски и Јане Стефанов. Добро утро. Добро утро. Добро утро и добре ни дојдовте. Ајде се враќаме од основањето 1923 година, на вистина убав јубилеј. Еден век не е мала работа да се прославува и одбележува. Аероклуб Скопје движечка сила во развојот на воздухопловството. Ајде малку околу мисијата на Аероклубот Скопје. 1923 година неколку ентузијасти од Скопје со поддршка на тогашниот градоначалник на Скопје го формирале здруженијето и тогаш кое што ќе се занимава со воздухопловство во тој момент и во иднина. При тоа се добиле некои донации од сојузната тогаш управа на тоа СХС, тогаш било СХС. И се нарачал првиот авион кој што требало да стигне наредната година во Скопје и да почнат сите тие активности. Во суштина, воздухопловството на овие територии, тоест нашата Македонија, на оваа територија Скопје, почало за волја на вистината на два града, значи Скопје е едното и во исто време е формиран аероклуб во Струмица, значи 1923. Сите други клубови се покасно малце формирани. Од тоа време до денеска има континуитет во активностите на аероклубот во Скопје. Значи, само во Втората светска војна имало една пауза на никакви активности, а пред тоа и после тоа без разлика на какво било општествено уредување. Аероклубот ги имал своите активности, создавал кадар, создавал нови пилоти, создавал нови едриличари, падобранци, како идел развојот на настаните. Својата ренесанса доживува во 60-тите години, како и воздухопловството во светот доживува во 60-тите. Најактивни се, најмасовни тие воздухопловните спортови, воздухопловните обуки и така натака. Денеска е тоа, да речеме, во една нормна искомерцијализирана основа, нели, летање, комерцијален воздушен транспорт и така. Ние во денешниот ден сакаме да го прославиме све она што било во Скопскиот аероклуб 100 години. Сетете се тука ќе ви донесеме водичка, нема проблем. Емисија во живо, да. Но ние во суштина сега правиме кадри кои што понатака пилоти, падобранци или прават кариера во својот живот, пробуваат да направат кариера во големите авиокомпании. Падобранците имаат исто своја кариера во одредени спортови и така натака. Целото сите овие 100 години тој настан на крај ќе се одбележи во еден настан кој што Јане малце подобро ќе го образложи. Да, низа активности Јане со кој што ќе се одбележи јубилејот. Има како сме си го замислиле тоа. Прво, како клуб веруваме дека треба да оддадеме почит спрема сите членови кои оставиле белек во цел овој живот на клубот. И токму заради тоа ќе ги повикаме сите кои биле дел од клубот да со своите нераскажани приказни да не контактираат, да ни ги раскажат нивните приказни и да ни ги дадат фотографиите што ги имаат. Не само тие, нели, има членови кои веќе се починати, кои не се со нас, за жал, меѓутоа и нивните семејства, ако да ги отворат старите кутии со фотографии, да ги споделат со нас, да ни ги раскажат семените приказни поврзани со клубот, затоа што ние во архивите на клубот ги имаме сите дневници за летање, за скокање, за се што се случувало, меѓутоа веруваме дека многу е побитно тоа како луѓето се чувствувале во клубот и како живееле. И тоа ќе ни биде една основа да се што ќе исцрпиме од овие 100 години, ќе ни биде основа за наредните 100 години да бидеме многу подобри. Клубот
одиграл голема улога низ историјата на овие простори, значи се смениле општествени уредувања од кралство Србија до социјалистички, федеративни, до независна Македонија. Сепак главно лепило меѓу луѓето било љубовта спрема воздухопловството. И таа магија на летањето ја споделувале заедно и за нив не постои таа временска разлика од еден постар воздухопловец кој ќе седне да разговара со помлад воздухопловец, тие прават разговор како да се врсници. Тоа е исто многу добар феномен. Ние првично сакаме да ги собереме овие приказни, да ги комуницираме со јавноста, значи да направиме една убава изложба, каде што нивните фотографии ќе бидат ставени на изложбата. Потоа би сакале да оддадеме некакви пофалници или признанија на луѓето што одиграле улога во живеењето на клубот. И тоа ќе биде со некаков настан, како може би ќе го наречеме симбал, може би некако поинаку, се уште не сме на чисто тоа. И сето тоа ќе се круниса со еден голем аеромитинг на 16 септември, каде што ќе дојдат многу луѓе, ќе биде на вистина голем. Ние со САЗДО одевме да ги известиме и амбасадите што се во Македонија, разговаравме со нив да им кажеме што планираме да направиме и да ги повикаме преку нивните канали да ги повикаат воздухопловците од другите земји и регионот за да учествуваат во нашиот голем митинг и имавме многу убав прием кај нив и беа буквално 100 години ви постои клубот. Да, 100 години постои. Па тоа е голема работа, да, знаеме. А 100 години континуитет има... Има 100 години континуитет, да? Независно само Втора светска војна како што... Добро, тогаш нормално и тоа веќе влегува во континуитет, бидејќи тогаш морала да биде паузирана работата од оправдани причини, но сакам да кажам немало некои други причини тука каде што било прекината работата. И сега низ годините низ клубот поминале над 3000 воздухопловни ентузијасти, пилоти, едри личари, подобранци, механичари. Колку членови брои во моментов Аероклуб Скопје и дали има семејни приказни? Сите имаат семејни приказни. Например, Ели во незината семејна приказна од татко падобранец и мајка падобранка, таткото и пилот. Дали сме подобри сега со грлото? Се случува, нема да се грижиш емисија во живо. Се надевам дека водата ви помогна, може и вас да ве слушнеме сега ако сте во ред. Семејна приказна убава, значи од колено на колено, така му доаѓа. Точно, да. Татко ми и мајка ми се беа. За жал поранешни падобранци. Братот му исто така е во воздухопловството, е пилот професионален. Јас веќе од 94-та се занимавам со падобранство. И во моментот стажирам за наставник, односно инструктор по падобранство. Сигурно колку тоа те исполнува, не зборувам, не прашувам за тоа, но сакам емотивниот момент тука да го доловиме малку, кога и со Јано го спомнавме моментот да се приберат нераскажани приказни фотографии, видеа, сигурно и твој дом е колекција на такви работи. Секако. Со оглед на семејниот историја. Секако многу, така да ќе треба да одвојам неколку, бидејќи се навистина многу. Значи, стари фотографии, стари спомени од времето на моите родители секако, исто така и мој. Чувството за сите кои што не гледаат е прекрасно, неповторливо. Така да можеме да ги повикаме сите заинтересирани за падобранската обука која ќе почне на 6 март. Така. Можеме да ги повторно се повторувам. Да, тоа прашање, бидејќи сакам тука да споменам дека низ годините имате изградена силна репутација за воздухопловна безбедност, образование и наука. Тоа поради тоа очекуваме и голем одзив на Очекуваме, точно така, очекуваме голем одзив. За контакт секогаш може да не најдат нели Аероклуб Скопје. Ако искуцаат на Google, ќе ги добијат сите потребни информации, односно телефонски број, ќе ни исконтактираат и можеме дополнително да им соопштиме. Интересот е вака генерално на активностите кои што ги превземате, еве не само на обуки и слично, било какви активности да имате, интересот е задоволителен од страна на и луѓето кои што не се членови на Аероклуб Скопје? Како стоиме со таа култура? Значи вака, Аероклуб Скопје како оператор на аеродромот Стенковец, значи ние го оперираме аеродромот Стенковец. На аеродромот постојат 5 или 6 клуба што се занимаваат помлади клубови.
разноразни исто со воздухопловство, со обуки, со ентузијазам во воздухопловството. Се почесто дестинација на граѓаните на Скопје за викенд, да ги донесат децата, да видат воздухоплови. Тоа е како парк отворен тип. Но и од мали нозе се гради културата, верувам, на тој начин. Носат, значи деца да видат, се случува често сабота, недела, значи да има многу луѓе. Од градинка. Еве, школите доаѓаат, деца носат од градинки, од средно, од основно училиште. Во целиот овој свет каде што живееме сега со Facebook, Instagram, TikTok, видеа и слично да се гледаат вакви нешта, стварно го полнат срцето. Мислам, ова е голема едукативна работа за дечињата. Значи, еве, може да видите, аеродромот Стенковец е, значи, на голема ливада, што би се рекло, каде што има место за сите. Еден најмал евент, мислам, мал евент, имаше статично прикажување на воздухоплови прошлата година во мај, на организација беше НАТО, Министерство за одбрана, па без влетање 20.000 посетители имаше. Значи 20.000 посетители од градот дојдоа. Луѓето, дури и оние кои што неќе да се занимаваат со воздухопловството секогаш им дава интерес, им дава желба за да го видат од близу, да не посетат. Значи не мора да се занимавате со воздухопловство за да не посетите на аеродромот Стенковец, не мора само нашиот клуб, иако е најстар, има и други клубови, се исто така и интересни, и таму има членови кои се другари, кои што потекнуваат од кај нас, сме им помогнале да развијат некој свој собствен правец, како да кажем и така. Добро, верувам, ќе се согласите со мене, разликата во клубовите ја прават и мињата, сите живеете, функционирате како едно семејство, како една целина, слушајќи ве сега како зборувавте, тоа треба да биде пример за се ако сакаме нешто да биде успешно. Завршувам со прашањето, заокружуваме еден век, заокружуваме стотка. Јане нешто ми спомена околу мисијата за следниве 100 години, но ајде да резимирам. Продолжуваме со уште посилно темпо, сигурно, и на едукација, и на образование, и на се. Ние пред, да речеме, 5 години, кога видовме дека оваа 100 годишнина е близу, се договоривме што сакаме, како сакаме нашиот клуб да изгледа, нашиот аеродром, да изгледа во иднина. И поголемиот дел од работите што ги замисливме тогаш, ги исполнивме. Ни остана само уште музеот од целата желботека, ќе ја наречам. Направивме центар за скокање со тандеми, направивме ресторан современ убаво што изгледа на аеродромот, имаме некои места за сместување за луѓето што доаѓаат обука да прават на нашиот аеродром, да може да се сместат на аеродромот. Така да во наредните 100 години само можеме да ги повикаме луѓето да доаѓаат и да се занимаваат со таа. На прашањето дали луѓето го сакаат воздухопловството, да, тоа е магија. Тие доаѓаат и гледаат луѓе кои се среќни само затоа што се на ливадата, што ја вика Саздо, затоа што се на ливадата, нас тоа не исполнува, а и луѓето што доаѓаат го ја преземаат таа енергија на летањето и сакаат да се занимаваат со овие спортови, дури и како поддржувачи кога доаѓаат. Не мора да бидеш падобранец, пилот или моделар за да доаѓаш таму, може и секој што сака да ужива во сонцето и да гледа како е летањето да биде. Така, во иднина имаме планови како да се развиваме, секогаш се фокусираме на безбедноста, затоа што нашата идеја на воздухопловството не е да бидеме да се повредиме или некого да повредиме. Ние сме сепак клуб кој има 100 години традиција и сите програми за обука ни се толку години развивани. Значи, сега тоа што го работиме како курикула во подобранството е низ години развивано и усовршувано, така да никогаш не сме имале проблем, да речеме, со безбедноста и со подобранството. А тоа што го правеле нашите предходници, членови, наставници, инструктори од минатото, ни дава обврска дека мора и ние да бидеме такви и да продолжиме понатаму. Така. Ви благодарам за гостувањето. Верувам кои да дојде добронамерни ќе се помине убаво кај вас, велат каде што и кученцата се добредојдени, таму има добри луѓе. Гледам кај Јане на Facebook дека си имате другарчиња кученца таму, така да верувам дека и јас наскоро ќе ве посетам, но сакав така да поентирам со заклучокот, велат каде што ги сакаат животните, таму се сакани и добро пречекани луѓето. И на крај уште една само јас. Тоа е општа понуда на сите новинари и медиумски работници.
тие што ќе решат да скокат, да ми се јават, можеме да договориме како да ги фрлиме. Ќе дојде до тоа сигурно и Да ги со фрлиме, Кристина да. ќе го не. Убаво звучеше да ги фрлиме. Јас имав многу страф од летање и сено сватив додека не влегов прв пат во авион. Еднаш летавме од со хеликоптер од Скопје до Крушево и сватив дека тоа е страф кој што сигурно секој го има, тоа е нормално од висина, но ако велат го работиш на тоа, се соочи со тоа, друго ќе биде. Така да и со фрлањето верувам. Да. Ќе летам и тоа може линк во живо со Кристина тоа Погрешно е да ме прашаш мене дали е тоа добро или не. Да. И има од Леонардо да Винчи, вика, кој го осети воздухот, односно кој се качи горе со воздухоплов и да се симне доле на земја, очите секогаш ќе бидат се смеам, вперени ја горе. замислив колешка ми и пред да не фрлите изразот на лицето, но знам дека ќе дојде тој момент. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам.